Да се осврнам сега на неколку области кои што се клучни за развојот на економијата како предуслови, но голем дел од нив креираат и нови работни места. Ќе почнам со инфраструктурата. Република Македонија од својата независност па до 2006-2007 година, ако се погледне, многу малку е реално инвестирано во инфраструктурата. Она што постоело од времето на поранешна Југославија, е тоа горе-доле што било наследено, тук таму нешто се одржувало, меѓутоа посериозни инвестиции ќе се согласите дека немало. Сепак и во години на криза, ВМРО ДПМН, оваа влада се одлучи да најде начини да изнајде средства, да креира атмосфера, да донесе соодветни луѓе кои што и ќе обезбедат финансирање, но ќе обезбедат проектирање и понатаму изведување на овие проекти. И да ги погледнеме реалностите, ако го погледнеме во делот на авиосообраќајот, оние кои што имале можност, може да го видат новиот аеродром во Скопје или обновениот аеродром во Охрид, се работи за аеродроми кои што се во Скопје особено, тој е главниот републички аеродром, тој е најдобриот аеродром во моментот кој се наоѓа на Балкан. Беше долг процес на преговарање за наоѓање на концесионер, но се најде странски партнер по на начин на кој што ние баравме, на кој што ја одговара на државата, и денес гледаме дека имаме еден од најдобрите аеродроми во Европа, а секој најдобар аеродром во регионот на Балканот. Ако ја погледнете железницата, значи во таа железница речиси, потом кажам, последните 15 на 20 години минимално се инвестираше, голем дел од вас редовно патуваат на користејќи ги возовите на релацијата до Скопје, знаат дека на поедини делници брзината е дури под 40, некаде 30 км на час, бидејќи навистина не е во добра кондиција. Ние сега веќе обезбедивме средства, тоа е еден проект од околу 20 милиони евра, кој што ќе почне да се реализира некаде од нова година, со кој што ќе се обнови железницата кон Скопје. Во делот на автопатите, некој пат опозицијата се разбира сака да нападне, па неоправдано критикува, вика вие не правите автопатишта. Ќе дојдеме до делот на тоа каде сме се фокусирале, но прво и тоа не е точно, тоа премиерот го има неколку пати кажано. Ние завршивме обиколницата околу главниот град, го завршивме делот што беше поврзување. Да, тоа е проектот речи 100 милиони евра кој што ние го завршиме, тие го беа во почетна фаза, но ние го завршиме, тоа е едната работа, поврзувањето автопатско од Куманово до границата со Србија, и тоа го завршиме, тоа е една пократка делница, но сепак значена, имаше таму сериозни предизвици во имотно-правните односи кои што се разрешија и се заврши, но најдовме решение сега, значи на 8 септември, како што знаете, се почна со градба на последната делница од автопатот низ Демиркаписката клисура, се работи за 28,2 километри, тоа е проект од вредност од околу 250 милиони евра. Никој претходно не се осмелил да се зафати со оваа делница, прво затоа што е таа премногу скапа, па не знаеле како да обезбедат финансирање, второ е тешка и за проектирање, бидејќи има голем број има два големи тунели, има голем број на мостови, и едноставно на сите влади претходно им било поедноставно политички да кажат ние направивме 5 км автопат, ама не кажуваат дека километрите автопат се нарамно. Не е исто дали да правиш нарамно или правиш низ клисура, кај што е 3 до 4 пати поскапо и потешко. Но ние сме навикнати. Најтешките проблеми нема проблем. ВМРО ДПМН ќе ги преземе, оваа влада знае да ги решава најтешките проблеми. Поработехме. Друга област која сакам да напоменам како стратешки важна за нас е делот на привлекување на странски директни инвестиции и генерално подобрување на деловната клима. Значи кажав пред некој ден, значи вчера мислам министер Оставевски говореше за Doing Business индексот, каде што Македонија повторно е највисоко рангирана во регионот, но да ви кажам што значи тоа реално во пракса. Бизнис климата во една држава, значи пред се влијае на тоа колку ќе биде нивото на инвестиции. Но од нивото на инвестиции директно влијае колку ќе има нови работни места. Сега, во Македонија, ако го погледнете бруто домашниот производ, значи тоа е збирот на целата економска активност во државата, прв пат износот од 1 милиарда евра збирни инвестиции во државата бил постигнат во 2006 година. Прв пат износот од 2 милиарди евра
на вкупна инвестициона активност е постигнат во 2011 година. Значи, само за 6 години нивото на инвестициона активност во Македонија се удвоило, пораснало за 100%. Тоа е резултат на подобрувањето во бизнис климата и пред се на инвестирањето на домашните инвеститори. Ке говорам сега и за странските, но овие сите реформи во градежништвото, во намалувањето на бројот на административни процедури, во централниот регистар, значи во катастарот, во голем број на дозволи што се издаваат од разни министерства, или беше поедноставување на процедурата, или смалување на трошоците, или неизино префрлање на интернет за луѓето нели да не губат време, придонесе да ние за време на кризата поминеме релативно добро во однос на останатите. Значи, тоа се покажува и се гледа низ бројки. И тоа е ова што ви го говорам. Но, зошто правиме толка фокус кон странските инвестиции? Ако сакате прво за резултатите, она што изминатите 6 години е инвестирано од страна на странски компании во Македонија е нешто преку 1 милиарда и 500 милиони евра. Ако го погледнете тоа како износ, тоа е речиси двојно поголем од претходните 12 години. Значи, несомнено, резултатите се тука. Голем број на странски компании во зоните доаѓаат, дел од нив доаѓаат и надвор од зоните. Целта ни е пред се да создадеме нови работни места, но и да направиме трансфер на знаење. И домашните компании, повторно ќе кажам, инвестираат доста, тие инвестираат дури и повеќе од странските компании, но инсистираме на носење на странски компании, иако тие, еве како вие вемет, не секогаш се покажуваат нели во најдобро светло, но нив ќе ги санкционираме во дел кога го прекршуваат законот, но сакаме компании кои ќе ни донесат ново знаење, кое што ќе биде префрлено на нашите луѓе, кои понатаму ќе го шират низ останатите компании. Од тие причини ја имаме можеби една од најдобро елаборираните, најдобро извршени стратегии, почнувајќи од промоција на државата надвор во странските медиуми. За прв пат сега името на Македонија може да го видите на најпознатите странски медиуми, особено на телевизиите, но и во дел од весниците. Значи Македонија веќе не е некоја изгубена држава таму некаде, него веќе сите во светот знаат. Онаа последна фабрика што ја пуштивме, Кемет, пред некој ден, директорот кажа: "Јас дознав за вас гледајќи реклама на CNN. Ја видов неколку пати и ми се виде тоа интересно. Не бев сигурен дали лажете или не во тоа што го зборите, дојдов овдека, се уверив дека све што зборите во рекламата е точно, но дека има и повеќе позитивни работи од она што ги зборите." Следеат преговори, но процесот заврши успешно и сега ќе имаме 500 нови работни места во оваа фабрика, од која ја верувам дека еден дел ќе бидат и од Велешен. Од страна на ВМРО ДПМН во делот на здравството се преземени повеќе капитални проекти, кои што претходно не можеа да бидат забележани или немаше воопшто таков тип на проекти. Ќе започнам веројатно од еден од најкрупните проекти кој што е спроведен во здравството, а тоа е проектот за набавка на нова опрема во здравството во вредност од околу 100 милиони евра, со кој што проект се набави практично комплетна нова опрема во сите здравствени установи во државата, или се замени старата и дотраена опрема во определени здравствени установи. Во Велес, во општата болница во Велес, од овој дел, од овој тип на апарати се набавија компјутерски томограф, се набави 4D ехо томографија, се набавија нови 4D ехо за гинеколошки прегледи, нови монитори, операциони сали, машини за дишење и така натаму, со што комплетно се опреми со најнова и најсовремена диагностичка апаратура општата болница во Велес. Овој проект за набавка на нова опрема овозможува многу побрза и поточна диагностика, со што се овозможува порано и точно откривање на заболувањата кај граѓаните, а со тоа и навремено лечење, што е еден од суштинските предуслови за унапредување на квалитетот на здравствената услуга. Втор посериозен проект кој што сакам да го споменам денеска е проектот за здравствената инфраструктура. Во овој дел, би рекол, ВМРО ДПМН наследи сериозно лоша ситуација, или ситуација во која што нашите претходници практично не вложувале воопшто ништо во здравствената инфраструктура и здравствената инфраструктура беше на многу ниско ниво. Јас денеска употребив еден пример, би сакал и тука да го повторам. Најеклатантен пример за тоа е
болницата во Јасеново. Болницата во Јасеново е специјална болница за белодробни заболувања, е изградена во далечната 1948 година и од тогаш до денеска практично да немало поголеми инфраструктурни зафати во нејзе. Со нашите политики овозможивме преку кредит од Банката на Советна Европа да се отпочне еден проект за целосна реконструкција на оваа болница, во која што повеќе од 40-45% се пациенти од градот Велес. И инвестиравме во реконструкција на болницата веќе 60 милиони денари, а во теќе втората фаза на реконструкцијата на болницата дополнителни 70 милиони, или вкупната инвестиција е 130 милиони денари. Втора инвестиција што сакам да ја споменам тука е реконструкцијата на општата болница во Велес, во која што беа реконструирани целосно 2 ката, променети или реконструирани целосно сите санитарни чворови во болницата, зголемена енергетската ефикасност и така натаму, и беа инвестирани повеќе од 56 милиони денари или околу 1 милион евра. Е сега што е интересно? Интересно е дека овие 3 милиони евра инвестиции во здравството се практично повеќе инвестиции во здравствената инфраструктура се претходно што било правено од нашите претходници за цела Македонија во една година. Така да, ова покажува која е посветеноста на владата на ВМРО ДПМНЕ во делот на подобрување на здравството и кои се политиките што оваа влада ги презема во овој сегмент. Делот на вработувањата во здравствените установи беше прилично подзаборавен. Оваа влада и во тој дел има многу сериозни поместувања. Ние овозможивме само во делот на здравството или отворивме нови 700 работни места во последните 3 години. Тоа е огромна бројка која што е направена како резултат на целосно запоставување на човечкиот капитал или не променување, не обнова на човечкиот капитал во здравството, односно си оделе доктори во пензија, не се примале нови и така подолг период. И сега дојде овој проблем да мора сериозно да се пристапи кон негово решавање и ние тоа го направивме. Ако тргнете наназад, ќе видите дека 700 вработувања во здравството немало дури ни во времето на оние акции за вработување од времето на социјализмот. Во тој дел ќе видите исто така уште една сериозна посветеност на ВМРО ДПМНЕ во делот на здравството. Она што сакам тука да го поврзам е еден од исто така крупен проект кој што скоро го почнавме, а тоа е проектот за едукација на докторите. Верувајте, можеби вака на прва ќе ви личи како мал проект или нешто што можеби не е толку битно, но верувајте, постои директна корелација помеѓу квалитетот на здравствените услуги и знаењето што го имаат докторите, односно здравствените работници. Знаењето што сите ние го имаме, не без разлика дали станува збор за здравство, право, образование или било кој сегмент, секогаш е недоволно и секогаш има потреба од континуирано подобрување и зголемување. Затоа одлучивме да овозможиме донесување на една програма за едукација на лекарите, која што едукација ќе се врши во реномирани болници во Соединетите Американски држави и во Европа, и од кој што очекуваме да се направи сериозен трансфер на знаење и вештини, со кој што ќе се стекнат докторите таму на едукација, а потоа ќе можат тие методи да ги применат во лекувањето на пациентите во Македонија. На тој начин, за еден период во 3 или 4 години, ќе успееме практично комплетно или да го зголемиме сериозно нивото на знаење, со тоа директно да го зголемиме и квалитетот на здравствената услуга. Решивме сериозно да пристапиме кон подобрување на проблемите на граѓаните кои што се соочуваат со социјални ризици. Некаде од прилика за приближно 30% ја зголемивме социјалната помош во изминативе 6 години. После нова година ќе биде дополнително зголемена социјалната парична помош. За разлика од многу други влади, решивме директно да се соочиме со проблемот. Ние не бегаме од реалноста дека во Македонија има граѓани на кои што ни социјалната помош не им е доволна за да се прехранат. Има луѓе кои што немаат леп да јадат. Токму заради тоа пристапивме кон отварање на народни кујни и во Република Македонија во моментов имаме 41 народна кујна. Такви народни кујни постојат секаде во светот. Македонија не е земја која што треба да замижува пред своите проблеми, а ние како влада решивме отворено да пристапиме кон решавање на истите. Воведовме нов додаток за слепило и додаток за мобилност за 100% слепите лица и лицата кои што се во количка. Воведовме додаток за енергетска сиромаштија со поддршка на социјално загрозените категории.
продолжуваме и понатака да го подобруваме статусот и нивната положба во општеството. Не велам дека е совршено, но ви ветувам дека ќе продолжиме и понатака да го подобруваме затоа што тоа е наша грижа, за тоа сме избрани и за тоа ќе дадеме максимум од себе и ќе дадеме максимум ангажман за да им го подобриме животот на граѓаните. Една од категориите која што навистина прилично многу се на која што прилично многу се фокусиравме за да го подобриме исто така животот се пензионерите. Често пати тие говорат за третото доба, ние решивме на граѓаните од третото доба навистина да им го направиме животот во последните години од својот живот, да им направиме подостоинствен живот, пред се со самиот факт што во изминатите 6 години просечно ги покачивме пензиите за над 33%, а најниската пензија зголемивме за 42%. Вие сте сведоци, председателот на владата на средба со Сојузот на пензионери, со поддршка на целата влада, пред се на министерот за финансии, најавивме заеднички дополнително зголемување од 2% оваа година и дополнителни 5% во наредната 2013 година. Во услови кога цел свет ги замрзнува, крати или намалува пензиите, Република Македонија е земја која што ги зголемува пензиите и мислам дека тоа го заслужуваат граѓаните, посебно повозрастната категорија на граѓани, бидејќи се она што тие го правеле претходно за нас, ние сме должни да им возвратиме на начин на кој што им враќаме. Денеска, почитувани сограѓани, владата ја донесе националната програма за развој на земјоделството и руралниот развој од 2013 до 2017 година. Се планираат драстично зголемување на субвенциите во висина од 700 милиони евра за следните 5 години. Само оваа влада може со толку големо внимание и должна почит да се однесува кон македонските земјоделци. Сите овие средства ќе бидат поделени во два програми. Првиот програм за финансиска поддршка во земјоделството и вториот програм, тоа е програмата за рурален развој, која што ја подигнуваме на минимум 25% да учествува во вкупниот износ на средствата, односно до 28%. Особено е битна за руралните средини, особено е битна за земјоделците кои што сакаат да подигнат долгогодишни овошни насади, особено е битна за земјоделците кои што сакаат да го наградат својот бизнис, да го прошират своето производство, придржувајќи се кон условите кои што ги зададовме. Примена на најсовремените агротехнички мерки, примена на сертифициран семенски материјал. Тоа е основата која што ќе ни даде добро, солидно производство кое што и сегашните 500 милиони евра износ ќе ги дуплира, односно сегашните 720 милиони евра вкупно земјоделско производство ќе бидат најмалку дуплирани. Ако не се пристапеше кон санација на свечиштето Рамина, ако не се изградеше подкорниот зид, немаше да можеме таму, наместо куќи кои што се рушат, сега да градиме спортски игралишта, да бетонираме и да поплачуваме улици и да правиме инфраструктура. Сето тоа немаше да биде можно доколку не се направише тој подпорен зид. Исто така една инвестиција капитална за градот, за која што се согласени сите ќе биде еден траен белег низ историјата, а тоа е изградбата на новата зграда на театарот, нешто што има своја културна вредност и на градот како што е Велес, носител на културната традиција и од исклучителна важност. Исто така би сакал да ги потенцирам заедничките проекти во образованието, односно финансирањето на изградба на модуларни училишта. Уштината учествува таму со одреден дел и она што е посебно значајно, се обрнува внимание на руралните населби и на оние населби кои што досега беа заборавени. Иванковци имаше за жал несреќа да изгори училиштето и таму благодарение на брзата реакција на Министерството за образование и на општина Велес се изгради ново модуларно училиште, исто така училиште се направи во селото Отовица, реконструирани се многу постојни објекти во образованието и сето тоа е еден доказ дека владата на ВМРО ДПМН и општина Велес, кој што оди по истите стапки, сакаме да направиме предуслови за да нашите луѓе останат и во тие делови од нашата општина. Знаете добро дека воведовме бесплатно и задолжително средно училиште, воведовме бесплатен превоз на учениците, бесплатни учебници на учениците, нешто што беше во минатото ветување на некои други партии, но неостварени ветувања. Ние го немавме ветено, но го завршивме тоа и денеска родителите во август, односно септември, не треба да размислуваат дали и на кој начин ќе најдат пари да им купат учебници на своите деца кои што треба да тргнат во училиште. Затоа што сега државата го обезбедува тоа. Направивме исто така
Направивме исто така можност англискиот јазик, кој е на некој начин светски јазик во моментот, да се изучува уште од прво одделение за новите генерации, да може што подобро да го знаат и со него што полесно да се справуваат низ животот, да се снаоѓаат и во Македонија, кога станува збор за комуникација со странци, и надвор од Македонија, кога пак ќе патуваат заради било која причина. А веќе од пето одделение да се изучува втор светски јазик, зависно кој, некогаш германски, француски, италијански, руски и така натаму, така што и тоа е една од новините што ги применивме, се воведе предмет информатика, се воведе предмет етика, се воведе предмет кој што е етика на религиите, кој што е замена за веронауката. Сега од минатата година се воведе предприемништво во првите 3 години од средно училиште. Планираме тоа да биде во четирите, во четвртата се вика бизнис и предприемништво, а во првите 3 иновации и предприемништво. Понатаму планираме и во основно училиште да го воведуваме. Така што чекор по чекор ги менуваме и програмите, воведуваме покорисни содржини за учениците. Бројот на часови по физичко образование го зголемивме на 3. Се надеваме кога ќе се завршат спортските сали да го зголемиме уште повеќе. Кога ги спомнам салите, да спомнам дека градиме над 180 спортски сали, дел преку Министерството за образование, дел преку Агенцијата за млади и спорт. Исто така, фокусирани сме на подобрување на квалитетот на образованието и во тој правец правиме напори што повеќе од наставниците да користат интерактивна настава во која што ученикот цело време ќе биде вклучен и ќе бидат развивани неговите креативни способности. За да не се навикне само да учи на памет лекции и на памет да одговара, туку да размислува повеќе, да извлекува самиот заклучоци во една интерактивна настава и за оваа цел се одржани бројни семинари од страна на Бирото за развој на образование со цел на некој начин да се тренираат наставниците да користат интерактивна настава во училиштата. Покрај овие работи вложуваме многу во реконструкција на училишта, во обнова на овие згради каде што учениците учат и на надворешноста и на внатрешноста на зградата, а исто така таму каде што е потребно доградуваме или градиме нови училишта. Во високото образование ја намаливме партиципацијата на 200 евра годишно, што доаѓа месечно околу 1000 денари. Исто така, за оние кои што се во редовна квота, значи во државна квота, а тоа се обично околу 2/3 од студентите. 1/3 се онаа квота со партиципација и таа е 400 евра. Во минатото беше многу поскапо, 400, 500, 600 евра, оние со партиципација и по 1000-1200 евра на медицинските факултети, например. Така што драстично го поевтинивме високото образование и го направивме подостапно затоа што направивме многу дисперзирани студии во различни градови, има тука и во Велес, вие тоа добро го знаете, за да го направиме и од тој аспект поевтино, но и поедноставно за многу граѓани, за да можат во својот град да студираат. На тој начин и преку јавната кампања се разбира за потикнување на повеќе образование, овозможивме младите генерации во голема мера, да не речем речиси сите, по завршувањето на средно училиште, да започнат студирање на универзитет. Еве веќе неколку години 99% од младите средношколци, матуранти, почнуваат со студирање. Може би некој од нив нема да успее да заврши, вообичаено е во секоја земја околу 1/3 да не успее да заврши, бидејќи не секој може да помине преку тој процес, меѓутоа и 2/3 е една сериозна придобивка за новите генерации, за младите луѓе. Добиваат многу знаење, добиваат пошироки погледи и со тоа знаење полесно би требало да се снаоѓаат низ животот. Така што од тој аспект во високото образование набавуваме и голем број на лаборатории, веќе 90 од нив се набавени, тоа се крупна инвестиција, милионски суми се инвестираат за набавка на овие лаборатории, кои што освен за образованието, ќе служат и за приватниот сектор, за бизнисот, за да може да ги користи во секојдневното работење и на тој начин и да приходуваат универзитетите, бидејќи тие ќе наплаќаат за таа услуга. Покрај ова, во високото образование, посебно акцент ставивме на информатичкото општество, отворивме нов универзитет специализиран за информатички технологии во Охрид,
И отворивме многу факултети нови за информатички технологии и дисперзирани студии. Така што од тој аспект на некој начин стимулираме и преку додатни субвенции, односно стипендии за студенти за најдобрите студенти кои што се запишуваат на информатика, стимулираме што повеќе млади луѓе да се запишуваат на информатика, бидејќи во оваа област и најлесно се наоѓа работа. Или самовработување на одредени проекти, а исто така ги стимулираме младите што повеќе додат на технички науки, затоа што очигледно е дека во техничките науки можностите за вработување се поголеми отколку во општествените науки. Драги пријатели, ќе спомнам неколку збора поврзани со надворешната политика. Сите ние чекаме и се бориме земјата да влезе во НАТО и да влезе во Европската Унија. Тоа е стратешка политика на оваа влада и на сите поголеми партии во Македонија, и на власти, и на опозицијата. И во тој контекст можам да кажам дека ние направивме се што требаше да се направи земјата да ги исполни сите критериуми да стане членка на НАТО уште во 2008-та. Значи сите реформи за година и пол две ги завршивме откако дојдовме на власт. Сите кои што претходната влада не можеше да ги заврши. И така добивме статус на земја што ги исполнува сите работи, а поканата е одложена заради друго прашање, ова со јужниот сосед, што го знаете. Исто така, во 2009 година успеавме да ги елиминираме визите. Нашите граѓани сега си патуваат без визи низ Европа и добивме за прв пат позитивен извештај за реформите и препорака за почеток на преговори. Таа препорака веќе 4 пати се обновува. Оваа година добивме најпозитивен извештај од Европската комисија и четврта поред многу сериозна препорака од Европската комисија до Европскиот совет, велејќи дека овој пат комисијата бара без одлагање на Македонија да се додели датум за почеток на преговорите и да ги започне преговорите, затоа што земјата заслужи, затоа што земјата и владата правеа реформи со кои што има сериозен напредок во сите полиња на општественото живење и на некој начин и комисијата и самата тоа го кажа дека веќе на Европската комисија и се доведува во прашање кредибилитетот, кога 4 пати поред на Европскиот совет му вели започнете ги преговорите, оваа земја заслужува, оваа земја прави реформи, прави напредоци, отидена е доста напред, веќе е спремна за финалните преговори, а Европскиот совет не го прави тоа, затоа што меѓу нив има една земја која што има право на вето. Така што мислам дека направивме максимум во тој дел и тој дел ни го валоризираше Европската комисија. Европската комисија е нешто како влада на Европската Унија, од прилика сега, нели? Не е исти системот, но од прилика нешто како влада на Европската Унија. Значи владата препорачува на Европскиот совет, таму седат представниците на земјите, најчесто премиерите, и они се финалното одлучување. Премиерите на земјите членки и сите се свесни дека Македонија е подготвена, сите се свесни дека Европската комисија која што е задолжена да каже дали некоја земја треба да ги започне или не преговорите, веќе ги направила сите работи, меѓутоа заради тоа што се свесни дека еден од нив има право на вето, 3 години го одлага ставањето на дневен ред на нашата точка, да се надеваме дека сега во декември нема да го одлагаат и дека ќе го стават, а и дека нашиот јужен сосед дека ќе биде овој пат покоректен и ќе свати дека на таков начин не се решаваат проблемите, дека треба да се создаде добра атмосфера, да се започнат преговорите, како што кажа комесарот Фуле, во некоја понатамошна фаза, во рана фаза или во не знам каква фаза, да во една подобра атмосфера да се бара решение. Решение кое што ние го посакуваме, решение за кое што ние се бориме, решение кое што секој граѓанин го посакува, затоа што сака земјата да ја види во НАТО, во Европската Унија, сакаме да ни се решени проблемите со јужниот сосед, меѓутоа и решение кое што нема да биде спротивно и да ги наруши интересите на Македонија и на македонскиот народ. Така што тој аспект ние не случајно дадовме цврсто политичко ветување дека какво и решение ние политичарите да најдеме, договориме, усогласиме и слично, тоа нема да биде валидно додека народот, мнозинството граѓани не го прифатат на организиран државен референдум на кој што овие 2 милиони луѓе за таква работа треба да бидат консултирани. Тоа е наш став кој што настапивме пред изборите во 2006 и на кој што стоиме и ден денес.